Почитувани гледачи, во оваа емисија ќе разговараме за организацијата на воени офицери во нашата држава. Организација која постои веќе 6 децени, колку што ја знам, и тоа ќе биде повод да поразговараме со гости како од Скопје, така и од она што значи микрорегион, тоа е точно Виница, каде што оваа организација има своји општински организации. Добар ден најнапред за господинот Ѓорги Малковски, председателот на организацијата на резервните офицери на Македонија, човекот кој сигурно е заслужен што организацијата функционира така како што посакуваат веројатно сите нејзини членови. Добар ден и на вас, добар ден и на слушателите, односно гледачите на телевизија Кочани, и благодарност до вас што не поканивте, односно што сме ваши гости и што имаме можност пред гледачите на Кочани, Виница и пошире като регион во Источна Македонија да презентираме нашата програма, нашите активности, да презентираме се она што значи организација на резервни офицери, се она што значи активност на организацијата на резервни офицери, како на домашно ниво, така и на меѓународно ниво. Така. Ние најавивме и добар ден, меѓутоа ќе биде добро вечер, бидејќи ме си дека во 2-3 мина и во дневен и во вечерен, така да верувам дека оваа сама најава по себе нема да не врзува кој термин ќе го проследат гледачите сето на што ќе им го понудиме. Наши гости се и господинот Гоце Ѓоргиев, председател на општинската организација на ова или огранокот, би рекол, на организацијата на резервните офицери на Виница, и господинот Димитар, односно Тодор Сезином Јорданов на општинската организација на Кочани. Поздрав и до вас, и вака додека го започнеме разговорот како што треба да тече, нели? Да ни најавите какви се моменталните состојби во општинските организации. Добар ден и од мене. Поздрав до гледачите на телевизија Кочани, до гледачите на Виница и на Кочани. Па, да ви кажам, општинската организационна единица од Виница, како дел од организацијата на резервни офицери на Република Македонија, донесува годишна програма по кој ние постапуваме. Се рангирате ли на државно ниво кои се подобри, полоши по активности? Не. Па добро, не. Сите сте во сите во функција, да, во функција на одбранбениот систем на државата и на Република Македонија. Значи целта на нашето постојање е организирање на сите резервни офицери и подофицери кои не се во активен состав на армијата. Целта ни е да одбележуваме значајни настани и личности од нашето подалечно и поблиско минато. Колку број општинската организација на Виница членови? Општинската организационна единица од Виница е релативно мала во споредба со другите општински организации. Ние броиме некаде околу 80 членови со тенденција на постојано зголемување. Значи имаме веќе и нови членови кои ни се постојано приклучуваат. Тоа е процес кој сигурно. Да, мислам дека би дошле до некоја добра бројка. Јас се надевам дека во некоја блиска иднина би дошле до бројка од 200 луѓе. Така. Ред, ајде сега домаќинот да ни каже тоше како стојат работите во Кочани. Добар ден, добро вечер на гледачите на телевизија Кочани и телевизија Виница. Ситуацијата во Кочани е многу подобрена него што беше до сега. Мислам, организацијата беше скоро умртвена, без активности, без работа. Како дојде новиот председател, организацијата заживеа. Имаме просторија наша, мислам, канцеларија која е што веќе скоро секојдневно отворена, кај што можеме, мислам, сите резервни офицери и подофицери да ги извршуваат своите активности, веројатно да комуницираат. Да, има моментално ги активности, организирање на маршеви, на одбележување на датуми. Да. Очекуваме во најскоро време да организираме, мислам, да одбележиме датум на организацијата. Организацијата према картотеката што ја има до сега, што е водена, бидејќи јас сум скоро председател дојден на организацијата, има некаде околу 1000 луѓе членови. Така. Со профилтрирање, со сето тоа ќе се видиме, ја мислам дека 500 до 600 членови би требало да има организацијата, и таква треба да. Така. Благодарам за овој дел од разговорот. Сега го замолувам господинот председател од Скопје кој ќе ни каже каква е состојбата со организацијата, како функционира, кои се оние програмски задачи кои се приоритет во, да речеме, во текот на оваа година кои предстојат.
Прво, за гледачите на вашата телевизија и Нова Подрачја да кажам дека Организацијата на резервните офицери оваа година слави 60 години од незиното формирање. Тоа значи дека Организацијата на резервни офицери на Република Македонија е една од најстарите, најдобро организираните, најфункционалните и најтрадиционалните организации во Република Македонија, која што основната задача според статутот, според работата и според се она што досега го работи е во функција на одбраната на Република Македонија. Морам да кажам и тоа дека низ редовите на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија од незиното формирање пред точно 60 години, сега ќе правиме на 28 април јубилеј, пред 60 години незиното формирање, поминале ни повеќе, меѓу 70 и 100.000 луѓе, тоа значи резервни офицери, подофицери, војници и така натаму. Што значи дека таква организација е една од ретките која што низ чии што редови поминале толков број на луѓе кои што веќе голем дел не се меѓу живите, меѓутоа оставиле белег, се вкаеле во активностите на оваа организација, учествувале во разни активности и манифестации на поранешното на Социјалистичка федеративна република Југославија, како и во новата држава Република Македонија. Организацијата на резервни офицери е една организација значи на непартиско, не профитно и невладено здружение кое што, како што кажав, ги вклучува сите оние резервни офицери, подофицери и војници кои што имаат и сакаат да членуваат и да бидат фактички дел од одбранбениот систем на Република Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека Организацијата на резервни офицери во своето 60 годишно постоење профилтрира и низ незините редови поминале, да не кажам, поголем број на активисти, меѓутоа се беа тоа луѓе кои што порано, а и денес не се значат во општествениот, политичкиот, културниот, спортскиот и така натаму живот во Република Македонија, затоа што порано да се биде член на организацијата, односно да се учествува и да се биде испратен во школата за резервни офицери, пред се и над се требаше да се има високо образование, односно факултет. Тоа значи дека преку 70% од членовите на организацијата кои што беа испратени во школите за резервни офицери на понешните простори на Југославија, една од тие школи беше во Битола, подоцна во Слободна Македонија, значи во новата држава македонска од 1991 година беа во Скопје. Значи се работеше за квалитетни луѓе, за луѓе кои што значеа нешто и за луѓе кои што исто така и денеска значат. Например, еве само како ваша информација, во членови на нашата организација се заменикот министер за одбрана, понешниот министер за одбрана, па да не кажеме доста значени доктори науки, професори и така натаму, луѓе од различни бранши кои што дури и денески не знаат дека се и членови, затоа што едноставно организацијата во последниот период замре. Организацијата својата функционална поставеност ја работи на општинско ниво, значи поставена на територијата на Република на општинско ниво и во поголемиот дел од општинските организациони единици, сега моментално има 28 општински организациони единици во Република Македонија, си постојат општински раководни единици кои што по вертикала се поврзани со републичката организација. Републичката организација на резервните офицери значи организира повеќе активности. Една од тие активности се маршевите, потоа имаме разни предавања по разни теми од областта на одбраната, од областта на националната безбедност, од областта на политиката, на историјата, на културата и така натаму. Потоа организираме гаѓања, значи боеви гаѓања. Ние сме единствена организација во Република Македонија која што организира боеви гаѓања, значи во заедничко дејствување со армијата на Република Македонија. Исто така нашата организација учествува во разни трибини и го искажува својот став по разни прашања од областта на одбраната и не само во Република Македонија, туку и на меѓународно ниво. На меѓународно ниво организацијата на резервни офицери е една од ретките организации како невладени, непартиски и не профитни здруженија кои што е активна и тоа во меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери при земјите членки на НАТО. Тоа значи дека организацијата како еве да кажеме малку и пред ние да влеземе во НАТО, ние чекор сме напред во таа меѓусојузничка конфедерација на резервни офицери на земјите членки во НАТО, покажавме многу активности, покажавме многу делување на теренот, многу организација на поставеност, покажавме фактички како треба да се работи како организација на резервни офицери, поради што од страна на раководството на меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери при НАТО бевме прогласени за најдобра организацијна единица во земјите членки на НАТО.
Тоа за нас Како реагираат тука грците? Ајде малку, значи половина на шега, половина на... Во смисла на сето тоа, јас да речеме сум 3 години председател, како што се и моите колеги председатели на општинската организација од Виница и од Кочани, ние досега од кога почнавме да настапуваме на меѓународно ниво, значи нашата поента беше следната: ние сме Република Македонија и како таква ќе наслувувате. Доколку не наслувувате како Република Македонија, сака да наслувувате со БРМ, тогаш ние стануваме и се заминуваме. Така што првата таа работа ја направивме на Брдо на Крањ и им порачавме на словенците дека доколку овдека не стои Македонија, како што стои Романија, Бугарија, Србија, Германија и така натаму, а стои БРМ, ние се заминуваме и не сакаме повеќе да контактираме, и тогаш словенците беа приморани тоа да го стават Македонија. Грците малку реагираа од страна на тоа зошто е тоа така, меѓутоа цврстиот наш став покажа недвосмисленост во таа работа, дека ние сме цврсти и дека Република Македонија е самостојна држава и никој нема право и не смее да ни кажува како ние ќе се именуваме и каков став и какво име некој ќе ни наметнува. Тоа е нас загарантирано уставно право, и ако сме ние македонци, македонци ќе се останеме како македонска држава. И тука компромис нема да има и нема таков компромис. Истото тоа се направи и во другите активности што ги имаме во Бугарија, што ги имаме во Полска, па нашите активисти што ги праќавме на јазични академија, каде што е, на пример, Гоце како председател на општинска организација беше пратен на јазична академија, каде што исто така инсистираше да постои Македонија, и тоа секаде беше прифатливо. Во почетокот грците шала не шала, меѓутоа во почетокот тие као реагира, меѓутоа ние многу остро настапивме. Значи без пардон. Значи, кога се работи националниот интерес, тука нема пардон, нема компромис. Војнички, дисциплинирано, меѓутоа и согласно исто, зашто аргументите се на наша страна. Сите после тоа, да, вие сте во право, да, ние сме во право, ако сме ние македонците спомнати во Библијата единствено со евреите, тогаш кој е тоа право, некој да ни го одзема тоа право, да сега нас не именува вака или онака. Значи, од тука нема оставки, и на тоа ниво останавме такви и нема понатака што да разговараме. Тоа е една работа. Имајќи го сето тоа предвид на тоа ниво, како што постигнавме резултати, дојде оваа година и третиот човек во ЦИОР, французинот Крој, кој што не удостои со неговата посета, за да види што се случува во оваа Македонија, која што самиот пред сите кажа дека вие сте подобро организирани од една Франција. Значи, ние, морам да ви кажам дека како организација ја возобновивме општинската организација, значи ја раздвиживме работата на организацијата, успеавме да организираме повеќе активности и на тој план навистина денеска организацијата е препознатлива. Издаваме своје гласило кој што се вика Офицер, каде што ги ангажираме и ги кажуваме и ги пишуваме сите активности на организацијно ниво, на државно ниво. Организираме активности во смисла на тоа дека одбележување на значајни настани личности, потоа оддаваме почит на сите оние и ја почитуваме целата историја од античка Македонија па се до 2001 и до денеска. Ние сме единствената организација во Република Македонија која што на загинати бранители, значи на нивните родители, браќа, сестри, деца и така натаму, им даваме признание за нивното учество во одбраната на Република Македонија. Ние сме единствената организација во Република Македонија која што на гробовите на тие бранители почнавме да поставуваме македонско знаме и да го обележиме, овековечиме оној кој што самиот го дал животот за оваа држава, затоа што поставивме знамење и ќе поставуваме